Кога настана првиот проблем овдека, од кога нема вода и кои се причините за тоа? Значи, трет пат немаме вода во 10 дена. Тоа е еднаш исклучија валја за да се поврзат. Втор пат кога пукна првиот пат и сега веќе трет пат. Тоа е обично по 7 сата, 5 сата, а сега веќе скоро 24 сата немаме вода. Кој е објаснувањето кое го даваат водовод за ова што 3 пати во 10 дена вие немате вода, а тие постојано само санираат и повторно настанува нов проблем? Објаснувањето е кревање на меници од сите страни. Значи ние баш бараме кој е виновникот, каде да се обратиме. Водовод ни вика приватната фирма што го изведува. Приватната фирма ни вика водовод тоа си е негово. Не може да дојдеме до заклучок кој е виновникот. Прв пат проблемот настанува кога? Прв пат настанува пред 4 дена, кога се приклучува ново изградена зграда. И окей, ајде, прифативме нормално дека се приклучува некој. Меѓутоа па со некакви проблеми и долго трае. После тоа, еве ова вчера од 16 часот, значи комплет немаме вода и до кога не знам. Кои делови немаат вода од оваа насоба Тафталиџе? Па не е сам цело Тафталиџе 2 нема, Козле исто нема. Сега точно до каде, сепак водовод треба да си каже ако не сакаат, ако сакаат. Втор пат исто настанува проблемот поради повторно погрешен приклучок, погрешен начин на приклучување затоа што цевката не издржала? Да, проблемот е што нестручни луѓе, приватна компанија, водовод им дозволува да се приклучат на јавен водовод. Луѓето нормално кои се мене ми дадат, ја поима немам како се приклучува, истото тоа се случува. Нестручност и пука на една, пука на друга страна, ностоп пука цевката. И последниот пат било и со последици, вие имате и штета на вашиот имот? Да, баш така, во дворот вчера кога дојдов дома, 20 сантима кал во дворот, вода, уништени ми се некои технички работи околу во дворот. Имам базен, например, филтери за базен, пумпи, све ми е уништено. Тоа е. Како во Стајковци се чувствувам кога беше поплавата во сред Тафталиџе. Исто така, вчера повикавте полиција, направила записник, ви кажали кој може да ве обештети, бидејќи, како што кажавте, сите креваат раменици, никој не е виновен, а вие штетата ја имат. Баш така, мојот адвокат ја собрати, више немав каде, собратив, ми кажа, викни си полиција за да имаш записник, па да видиме после кого треба да бараме за обештетување. Еве, гледаме дека водовод ја санираат штетата позадината по втор пат, после првиот приклучок, ви кажале дека барем ова нема да се случи повторно, дали зградата ќе најде алтернативен начин за да се приклучи на водоводната мрежа? Да бе, никој ништо не кажува, значи буквално што е ова, демек немате толку малце вода. Голема работа. Баш така се понашаат од водата. Ќе има ли реакција од вашата страна, од страна на населението кој живее овде, како повторно се случи истово, затоа што тоа ако се случува во Ница, вие постојано ќе останете без вода практично? Знаете како, македонштина, извинете вака што ќе кажам, сите додека е на улица, додека нема медиуми, викаат, цела ноќ овде викаат, сега кога дојдоа медиумите, македончето го снема, дали ќе има реакција не знам, а јас сум директно погоден, мада и комшиите се погодени, пуни им се подруми со вода и така дале, меѓутоа еве не реагираат.